Почитувани граѓани, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 31-та редовна седница на Советот на општина Валандово. На оваа седница вкупно се присутни 12 од 15 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. Преминуваме на дневниот ред. Од добиениот дневен ред, една точка ќе биде повлечена. Тоа е четвртата точка, финансов план на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово. Со тоа за дневен ред го предлагам точка број 1. Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно квартал 1.1.2019 до 31.12.2019 година. Точка број 2. Предлог одлука за изменување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година. Точка број 3. Предлог одлука за сопствено учество во реализација на проект регулација на Суводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосифово со Горна Мала, општина Валандово. Точка број 4. Одлука за измена и дополнување на статутот на Детска градинка Калинка Валандово. Точка број 5. Одлука на управниот одбор на Детска градинка Калинка Валандово за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на Детска градинка Калинка во објектот село Брајковци. Точка број 6. Предлог решение за разрешување и за предлагање на член на управниот одбор на Детска градинка Калинка Валандово. Точка број 7. Предлог решение за разрешување и за предлагање на член на надзорниот одбор на Детска градинка Калинка Валандово. Точка број 8. Предлог одлука за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2020 година. Точка број 9. Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2020 година. Точка број 10. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Точка број 11. Предлог програма за јавна чистота во општина Валандово за 2020 година. Точка број 12. Извештај за реализираната годишна програма за работа на Дом на културата 25 мај Валандово за 2019 година. Точка број 13. Предлог програма за работа на Дом на културата 25 мај Валандово за 2020 година. Точка број 14. Извештај за работа на ТПП Валандово во 2019 година. Точка број 15. Програма за работа на ТПП Валандово во 2020 година. И последна точка број 16. Информација за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на општина Валандово за второто полугодие од 2019 година. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предложениот дневен ред го ставам на усвојување. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 12 гласови за, нема против, нема воздржани и усвоен предложениот дневен ред. Пред да преминеме по усвоениот дневен ред, отварам расправа по однос записникот од 30-та редовна седница на Советот на општина Валандово, одржана на ден 30.12.2019 година. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека со 12 гласови за, нема против, нема воздржани и усвоен записникот од 30-та редовна седница на Советот на општина Валандово, одржан на ден 30.12.2019 година. Преминуваме на работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1. Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно квартал 1.1.2019 до 31.12.2019 година.
Ovdje imаме присутен од Оделението за финансии, господја Весна, која ќе даде образложение на кварталниот извештај. Повели. Буџетска 2019 година и според податоците, вкупни приходи во 2019 година се реализирани во износ од 216.038, односно 69,8% од планираните приходи. Расходи се реализирани во износ од 215.456, односно 69,68% од планираните. Реализација на приходи и расходи по буџети се разликува во процентот и во износите. Во основни буџет приходи се реализирани во износ од 68.873, односно 59,34%, а расходите во износ од 70.251, што значи дека кај овој буџет во 2019 година остварен е дефицит во износ од 1.378.000, односно искористени се средства од пренесено салдо од претходна година. Во буџетот на дотации приходите се реализирани во износ од 111.698.000, а расходи во износ од 111.330.000 и кај овој буџет процентот на реализација на приходите е 89,47, а расходите 89,18 и ту имамо буџетски суфицит во износ од 368.000. Кај буџетот на самофинансирачки активности, приходите се реализирани во износ од 4.771.000, односно 59,92%, а расходите во износ од 4.258.000 динари, односно 57,23%, и кај овој буџет имамо буџетски суфицит во износ од 213 милиона. Кај буџетот на донации, реализирани се приходи во износ од 27.573.000, а расходи во износ од 29.316.000 и кај овој буџет имамо буџетски дефицит во износ од 1.744.000, што значи дека во буџетска 2019 година користени се средства кои беа пренесени од 2018 година. Кај основни буџетот, како и од самите податоци се гледа дека имамо реализација на приходи 59,34%, за разлика од минатите години, кога тај процентот на реализација беше 42%, што значи да мерка која беше донесена за ограничување на рамка на буџетите, што значи дека со закон беше регулирано колико секоја општина може да изготви буџет, има ефекти, а поготово ако се анализираат податоците на остварени приходи по видови на приходи, конкретно кај даночни приходи се реализирани во износ од 101,17%, односно кај даноци на доход 98,2%, даноци на специфични услуги 94,51%, а даноци на имот 112,51%, што значи и то кај данок на промет и кај данок на наследство и подарок, односно кај даноци каде општинска администрација при планирањето не може точно да утврди колико тие приходи ќе се движат во наредна година, бидејќи тие приходи зависе од повеќе околности. Кај неданочни приходи имамо остварување 111,6% и ту има најголемо остапување кај други неданочни приходи, каде имамо извршено повраќај на средства од проектот на мерни станици, повеќе од што беше планирано. Кај капитални приходи исто така имамо поголемо остварување од планираното, односно процентот е 126%, а кај капитални приходи најголемо остапување има кај приходи од концесии на земјоделско земјиште, каде беа планирани во износ од 6,5 милиона, а се реализирани некаде од 8.400.000. Ту исто тако има резултат на овако покачување на овој приход и е мерка која беше превземена
za naplata na koncesije od zemljodelsko zemljište kada je беше поведена мерка и за наплата на камата. Најголемо устапување кај планираните приходи имамо кај трансфер. Значи, од 79 милиона 947 што беа планирани, 31 милиона 042 се реализирани, односно 39%. Меѓутоа, и сами знаете, кога се носеше и први и втори ребаланс, дека рамка на буџетот за тие трансфери, како што се одобрени средства од Агенција за финансиска подршка за изработка на патот во село Удово, регионално поврзување на патот во Јосипово, Солонја, Мала. Понатаму имамо проектот за реконструкција на патот во Бајрамбост. 1 милион бевме планирано е за пречистителна станица во Марвинци, 460.000 за саобраќајно поврзување и така натаму. Тие, значи, беа планирани во буџетот, бидејќи доколку не беа планирани не може да има одредени постапки во објавување на јавни набавки. Ови приходи, согласно договори со агенција, они се реализираат по завршување на инвестиција, односно по извршена контрола од страна на агенција за работа која е извршена согласно договор. Така да најголемо стапување, значи, имамо кај трансфери и донации, баш од тие причини што требаше да има време за реализација на припремни, односно за објавување на договори за јавна набавка, склучување на договори и така натаму. По расходниот дел, кај основни буџет, имамо реализација, значи 70 милиона 251, и од таа вкупна реализација за плати и надоместоци се потрошени 17,69%, за резервите 0,14%, за стоки и услуги 29,16%, субвенции и трансфери 20,74%, социјални бенефиции 0,72% и капитални расходи 31,29%. У образложение е наведено сите капитални расходи кои се извршени во текот на 2019 година. И исто така во буџетот на донации има реализација на капитални расходи во износ од 25 милиона 042 и во образложение на буџетот е наведено за кои капитални расходи и кои износи се финансирани од буџетот на донации. Тоа беше, доколку има прашања. Ви благодарам за образложението. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колегата Занов, повели. Добар ден. Сега началникот како предлагачи на буџетот и не е тука за 2019 и 2020 за сите години. Мене ме интересира прашање до Весна, пошто го нема началник да одговори. Значи, во буџетот за 2019 година имаме планирано капитални расходи 110 милиона. Извршени се 49 милиона. Остануват за реализација 61 милиона. Ланска година имаше пак 60 милиона останати. Фактички за 4 години, ние 2 години ќе им земеме на граѓаните, ќе не може да се извршат одредени градежни работи и пред како зборевте, кажевте дека нема време за распишување на јавна набавка, за не знам што во текот на излагањето, па ме интересира во што е проблемот. И вие 61 милион, значи во оваа 2019 ќе пропаднат. И ланска година пропадна, и претходно пропадна, и така. Значи, овако сега. Само момент, толку. Колега Санов. Толку. Горед, господин Весна, повели. Значи, во капитални расходи точно дека беа планирани 62 милиона 396 хиляди. И точно имам наведено
дека во буџетот на капитални расходи смо планирали за пат од Горња Мала 20 милиона, улица Вардарска во Удово 15 милиона, пат од Бајрамбос 1 милион и 800.000 за чистителна станица. Значи, тоа е 36 милиона и 800. 36 милиона, а реализирани су 21 милион. Значи, некаде околу 90%, а тие наведам од кои причини не се реализирани. Затоа што у договор кој е склучен со Агенција за финансиска поддршка стои и рокот за реализација, бидејќи тоа су доста крупни проекти и мислим дека е рокот за реализација 5 месеци. Мислим дека ребаланс на буџетот беше во крајем октомври или септември минатата година, а еден беше во 6 месец. Значи, тие инвестиции не се се уште завршени и све додека не се завршат тие инвестиции и док не помине ревизија од Агенција за финансиска поддршка, тие пари не може да бидат трансферирани. Значи, тие пари ние ги буџетираме од причина да се овозможи објавување на тендер за јавна набавка. Значи, ако нешто не е планирано во буџетот, не може понатаму да се преземуваат мерки за јавна набавка. Тоа е тоа. И уште нешто, значи, и кога се носеше буџетот за 2020 година, ќе погледате у образложение на тој буџет, сите овие незавршени работи се планирани во буџетот за 2020 година. Значи, све што е започнето во 2019, а не е завршено, е буџетирано во 2020 година. Значи, не значи дека овие пари ќе пропаднат. Овие пари само се пренесуваат за наредна буџетска година. Благодарам, Весна, на образложението. Повели колега Санов. Значи, со еден збор за владење на Социјалдемократскиот сојуз за 4 години, 2 години, значи, пропаѓаат во вода средствата што треба да се искористуваат баш за овие градежни обекти. Значи, се префрлаат од една во друга година, од една во друга и ќе ги молам да не се фрлуваат. Потистојето ќе прекинеме после. Значи, колега Занов, вие не одлучувате за тоа кој ќе прекине, јас ги опоменав. Значи, дај моја работа. Да, виж да говорам. Колегите беа опоменати. Добро. Значи, овие 61 милион останаа нереализирани. И ланска година има 50 милиона. Точно дека од 2019 се префрла буџетирано е во 2020, од тие од 20 ќе ги останат најверојатно ќе бидат во 21, фактички за 2 години, за владење на 4 години, 2 години ќе им пропаднат. Благодарам. Дали има некој за реплика? Колешката Пеева, повели. Граѓаните да помислат, и ако сите добро знаат, дека некои средства пропаѓаат. Тоа што убаво би беше кажано од страна на Весна, дека голем број на проекти кои што се започнати, исплатата ќе биде во 2020, но вие повторно сакате да кажете дека парите пропаѓаат. Самото тоа што реализацијата на буџетот е 39%, мислам, секој што малку повеќе се разбира во економија, знае што значи тоа. Ако само спомнеме дека во ваше време реализацијата дали беше и 5%, нема зошто да ја замајуваме јавноста, зборувајќи за некакви пропаѓања на парите. Сите добро знаат колку проекти се започнати, колку проекти се во тек на реализација, а и тоа што веќе ви беше кажано, дека исплатата е откако ќе се завршат проектите. Тука не знам што не е јасно, меѓутоа сакате, не знам, да поени или да собирате, меѓутоа очигледно ги подценувате граѓаните. Благодарам. Благодарам, колешке. Контрреплика, колегата Занов. Колешке, очигледно вие ги подценувате граѓаните. Во вашето предизборие беше свашта обеќено, а сега на теренот има ветар и мъгла, купички, ламбички, патекички. Пак ќе кажем, вие ги подценувате, вие обеќавте 50-500. Нема ништо од тоа.
И сами видовте дека колку е тешко одредени работи да се решаваат. Отварање на индустријски зони, за наше владење, 2 отворивме. А вие со клупички и патекички ќе си останете. Не ја замаваме јавноста ние. Не бириме политички поени. Прашањето мое беше на место. Значи, ако нешто треба да се реализира што е планирано за буџетот, како сега одма после нова година распишувате тендери да се реализират одредени проекти за тоа што има избори на 12 април? Кај брзате? И правите глупости. Благодарам. Благодарам, колега Занов. Дали има некој друг за реплика? Нема. За збор колешката Пеева повели. Дали станува збор за ламбички, клупички, еве ќе укажам само подсетување, ако сите, секој што живее во нашата општина е свесен се што се прави. Дали улицата во Удо, паркот кој што се прави е ламбичка, клупичка. Дали патот од Горна Мала, излезот на Јосифово е клупичка. Дали детската градинка е клупичка. И уште не можам ни да се сетам на колкав број проекти се работи во општината, што за вас очигледно представувам, всушност и не ме чуди, бидејќи вие не сакате да го видите тоа што се прави. Не ви одговара да видите. За вас е полесно да зборувате дека станува збор за клупички, дека тоа вие што го правите, а не направивте ништо, беше не знам што. Меѓутоа, тука се граѓаните. Сите можат да видат, свесни се што се прави, бидејќи не сите оние патеки, па да не ве подсетам за патеката Брајковци, каде што требаше децата да одат кога вие бевте против, бидејќи децата треба да одат по улица, не треба да има изградено патека, и тоа е за вас клупичка. Кога се грижиме нели за безбедноста на граѓаните и ред други работи. Не знам веќе што да кажам, меѓутоа она што вие сакате да го наметнете, граѓаните добро знаат да го препознаат. Благодарам. Благодарам, колешке. Реплика од колегата Занов. Колешке, во ваше владење, пора нешто, детските градинки беа научна фантастика. Вие сигурно знаете, пошто од образованието потекнувате, по колку деца одаа во градинка, во Аландово. Отворивме Пирава, Удово, Јосифово, направивте во Брајковци, тоа е добро. Никој нема да го порече тоа што е направено. Туку, колешке, добивте добро ситуирана општина со финансиски средства што ви овозможија да работите. Добивте проекти од претходната власт, капитални проекти, булеварот, градинката, мерни станици, пазаре, други и трети, и што од тие имавте и повраток на пари, тоа е добро. Се надевам дека и после вашето заминување и вие ќе оставите како што на некој начин заваривте во општината. И пак да ве подсетам, за патеката во Брајковци, Балинци што беше, ние не бевме против. Па да не ги замаваме, ќе видиме, има сниман материјал, да видиме кој за кој бил. Благодарам. Благодарам, колега Занов. Контра реплика, колешката Пеева. Повели. За патеката во Брајковци добро се сеќавам, бидејќи заедно имавме дискусија и тука не сакам да направам. За градење во предизборие и тоа можам да го кажам, бидејќи градинките точно се отворија. Меѓутоа, се што правевте реновирана просторија, каде што зошто сега има потреба од градинка во Јосифово, ако вие сте ја направиле таа градинка? Сте ја направиле ради реда, колку да има, нели, да ги замачкате очите на луѓето. За пазарот во Валандово. Требаше после да се доизградува, да се доплаќа, бидејќи парите што беа дадени воопшто не заслужуваат за тоа што е направено таму.
За индустријските зони, затоа што ги продадовте парцелите, а не им обезбедивте на луѓето инфраструктура. Мислам дека не е во ред ваквите работи да се споменуваат, меѓутоа досега многу пати сме расправале и да не ги замараме повторно граѓаните со овие работи, бидејќи сите добро знаат што се случува. Благодарам. Благодарам, колешке. Дали има некој друг за збор? Извини, колега, прво Македонка, колешката. Извини. Повели. Реплика на колешката. Реплика, повели. Да. Добар ден пред се и од мене. Значи, вака колешке, за некои работи, кога ги дискутирате пред се, треба да се анализирате дали имате аргументи за тоа што го зборите. Зборувате парцели, зборувате продавања, сепак сметам дека не е во ред тоа што го зборувате. Прашањето беше и образложението на госпоѓа Весна, значи многу убаво и еве бројките зборува. Викаме дека да, приходи се собрале, да, имаме предлог и програма за 2019 за да се реализираат проектите, но сепак останали средства и не се реализирале. А зошто е тоа така? Затоа што не можеме, ние знаеме дека ги Значи, сепак, тие пари, тие средства што ги прибираме во буџетот се средства на граѓаните. И ние сме должни да им објасниме и разјасниме на граѓаните дека тековните работи не се завршиле во 2019 што се планирале и средствата нормално се префрлаат во 2020, во 2021 и така да се доцни. А за тоа дека вие сега градите, да, во ред, да, се гради, но само се замачкуваат очите на граѓаните. Правите да изгледа као добра фасада, а внатре е недобра. Колеги, благодарам колешке, ќе ве молам само без дофрлење, кој сака нека се јави за збор, контрреплика колешката Пева, повели. Јас всушност во мојот карактер е да ја зборувам вистината. Никогаш не се трудам да манипулирам и она што го кажувам затоа што го знам. Дека се продаваат парцели, се продадоа, нели, во индустријската зона во Јосифово се продадоа парцели. Дека немаше инфраструктура, тоа е факт. Зошто сега да се навраќаме на нешто и да кажуваме дека нешто е така или не е така? Меѓутоа, тие се факти, нели? Пак да не зборувам дека пред фактите и во головите молкачат. Дека, нели, заради тоа што се реализираат проекти и средствата од оваа година се префрлаат на другата, тоа го кажа и Весна, нема зошто пак да се повторуваме и да зборуваме дека, нели, реализацијата не била или не знам што. А дали овие активности кои што се работат, се систематски или со доаѓањето на оваа власт во општината, веднаш се започна со изградба и со прибирање, изработка на проекти и аплицирање, за да стигнат тие пари во општината, требаше некој тоа да го види, да го изработи. 2 години се многу мал период за она што е сега, до сега постигнато. И дека се работи во континуитет, а не само 2 месеци пред избори, тоа го гледаат сите. Нема потреба некој посебно да им каже. Благодарам колешке, колега Сандро. Реплика на Донева? Значи, колешката зеде реплика. Да. Ќе молам да бидете посконцентрирани. Дали има некој друг за реплика? Контрареплика на Донева и Дана. Јас се извинувам на граѓаните, за збор се јави колегата Тони, повели. Благодарам, председателе. Бидејќи квартален извештај, колегата Занов спомна некои работи, меѓутоа јас ќе се потрудам некои работи да ги разјасниме. Во неколку наврати седниците од една тема се претварат во друга, кој повеќе направил, кој помалку направил, тоа ќе го кажам на крајот од овој говор. Вака, колеги, кога се предвидува буџет и имате капитални инвестиции, на другата страна имате капитални расходи.
и тие се базираат на база на програмите на локална самоуправа, на властите која ја проведува. И тоа е окей. Нас како опозиција, кога ви го гласаме буџетот за или воздржани, практично не ни интересира од таму понатаму дали вие ќе отделите пари во капиталните инвестиции за да ги реализирате капиталните расходи. Сега се трудам да ме разберете. И ако во континуитет од 2 години се покажува капиталните расходи дека ви се 35 до 50%, тоа се вика дека е неуспешен. Дека капиталните инвестиции не се реализирани. Значи вие не сте способни да обезбедите или средства, или немате програми, или немате проекти, да тоа го реализирате барем 90%. Како тоа ВМРО го реализираше на времето, има податоци, ако сакате, ние ќе отвориме некогаш дебата, ќе ги искараме документите и ќе видите колку беа тие капитални расходи реализирани. Нели, за еден мандат. Мите сакаше да ви каже дека за 4 години тоа што ние го предвидуваме како капитални инвестиции ќе се сведат на 2, за тоа што ако ви е во просек расходниот дел 50%, тоа се вика дека вие од 100% за 4 години ќе реализирате само 50%. Тоа сакаше да каже и не знам дали се разбрате, дали го разбрате доволно. Меѓутоа, јас не би сакал да отварам теми, јас за секој ваш успех како опозиција ќе се радувам за тоа што сите ние што правиме за општина Валандово. Значи никој тоа не го носи дома и секој ваш успех ќе биде на оваа говореница од сите нас поздравуван за секој нов проект, за секоја ваша реализација. Меѓутоа, ако вие како советници на власта имате желба, јас предлагам, нема да влевам во конфликти, нити да давам реплики, предлагам на една седница да ги искариме сите документи 12 години, што е тоа што ВМРО го направи за општина Валандово, бидејќи многу пати вие сакате да кажете, дури порачуват дека ништо. А јас мислам ќе ни биде малку една седница ние да кажеме се што е направено за 12 години за општина Валандово. Благодарам. Благодарам, колега Пандев. Реплика, колешката Пеева, повели. Јас се извинувам ако бев погрешно сватена, меѓутоа секој наш успех, некој, не зборувам за сите, но се труди да го минимализира. И убаво рековте, нели? Правиме споредба помеѓу 12 години и 2 години. За тоа станува збор. Инаку, дека за 12 години ако ништо не сте направиле, па и тоа не е во ред, нели? А направивте, така. Значи, тоа е факт, меѓутоа. Да се минимализира тоа што е направено не е добро. Ако ви зборуваме, нели, периодот е тој. Зборуваме 12 и 2 години. Тоа тука станува проблем. Благодарам. Благодарам, колешке. Дали има некој друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, првата точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Кој е против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 4 воздржани, е изгласан кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Валандово за извештајниот период кумулативно за квартал 1.1.2019 до 31.12.2019 година. Преминуваме на втората точка од дневниот ред. Предлог одлука за изменување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година. Госпоѓа Весна, повели. Со ова одлука само се врши корекција, односно согласување на донесената одлука на 27 декември минатата година со објавено законско решение за вредност на бодот на државни службеници. Бидејќи кога беше седница на 27 декември, немаш смо податок за колку ќе биде вредност на бодот за административни службеници. Таа е излезена после таа седница и сега се врши согласување бидејќи заради исплата на плата за месец јануари, таа мора да биде донесена на оваа седница, усвоена.
Расправа по втората точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Ики никој не побара збор, втората точка од дневниот ред е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали имаме против? Нема. Воздържани нема. Констатирам дека со 12 гласови за, нема против, нема воздржани е изгласана предлог одлуката за изменување на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година. Госпожа Весна, ви благодарам за присуството. Преминуваме на третата точка од дневниот ред. Предлог одлука за собствено учество во реализација на проект регулација на Соводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосифово со село Горна Мала, општина Валандово. Значи, по однос на оваа одлука која што беше помината на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој, сакам да ви известам дека во член 2 имаме некои промени во однос на износите на проектот, бидејќи првично не биле, подобро ќе објасни Григорија, првично не биле опфатени износите кои го опфаќаат надзорот, затоа средствата малци имаат повисока вредност. Така да, овде од општината е присутен Григорија Джилбиџиев, кој што ќе објасни за каков проект се работи. Повели, Григорија. Добар ден на сите. Општина Валандово, како секоја година, така и оваа година, ќе аплицира во Бирото за регионален развој, во оската развој на селата. Во овој дел, со самата апликација, Општина Валандово се обврзува 50% од средствата да ги обезбеди од собствени средства, а другите 50% да ги обезбеди Бирото за регионален развој. Измената се однесува на тоа да инвестираните средства кои што беа предвидени за изградба на каскаден систем и за изградба на Соводолицата не беа предвидени 3% надзор кои што самата апликација ги бара да бидат предвидени во самиот апликационен формулар во буџетот. Со овој проект Општина Валандово предвидува регулација на Соводолицата и изградба на каскаден систем, со што ќе реализира дел од целокупниот проект кој што Општина Валандово го има изготвено, а тоа е изградба на пат и канал за поврзување на населено место Горна Мала со регионален пат. Истите средства за кофинансирање Општина Валандово ги има предвидено во буџетот на Општина Валандово за 2020 година во програма ЈД изградба и реконструкција на локални улици и патишта. Купната инвестиција изнесува 2.638.788 денари, од кои од бирото треба да бидат обезбедени 1.319.394 денари. Ви благодарам. Еднаш износот во член 2 од 2.502.130 денари се променува и изнесува 2.638.788 денари, значи во тој дел е разликата. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Колегата Пандев, повели. Еве ви еден проект за поздравување. Ние како опозиција стварно го поздравуваме и сега во претходната дебата наша сакам уште еднашка да се повторам. Ова ви е капитална инвестиција. Меѓутоа до година ако нема во капитален расход, проектот ви е неуспешен. Джилбиџиев ме разбира. Значи сега ние денеска го плаќаме само проектот. Знаме колку е предвидено за таа инвестиција и се надевам дека ќе дојде до реализација. Сега од Джилбиџиев слушав дека дел од проектот. После мојот разговор ќе го замолам ако може да ми каже во која смисла, кој дел 50% ќе се реализира проектот. Дури ќе беше пожелно, добро ќе беше за нас советниците. Јас живеем на тој терен. Меѓутоа, многу од вас не знаат каков голем проблем се решава. И мене живо ќе ме интересираше, тргнувајќи од каскадите, дали тој проект каде ќе поминува и каде ќе завршува таа вода, што доаѓа од планините. И е уште една работа што во овој проект мене лично не ми се допаѓа. Нема да, нити сакам да мислам, нити да ме разберете дека правите популизам пред избори, сега моментално ако одите на терен се тампонира. Предпоставам и ќе се асфалтира.
Значи почнуваме од кровот на куќата до темелите да ги направиме. Според мене е така. Проектот, пак ќе кажем, е супер идејален и ќе реши многу голем проблем. Меѓутоа, ако сега овој тампон што е веќе поставен и ако се асфалтира, и ако после 20 дена дојде буица, тоа сето ќе биде уништено, бидејќи неколку пати се има случувано да тој пат стариот локален Јосифово Горна Мала беше засипуван на некои места дури по 1 метар песок. Уништуван практично. И сега не знам, градоначалникот и не е тука и тој што го изготвил проектот или како ми е динамиката на работењето, треба да се размисли и вие, односно изгледувачите, дали е добро сега да се прави тоа тампонирање асфалтирање или е добро да се направи ова со водолица да се реши проблемот и после да се асфалтира. Иначе, ако се заврши целокупниот проект и таа вода се проведе во Вардар, ќе имате направено еден голем капитален објект. Меѓутоа, ако нема капитална реализација, односно капитален расход на крајот на буџетот, значи не сте обезбедиле пари, не сте биле можни да го завршите проектот. Ова е само сега проект изготвен, предпоставам и ќе оде во институција која што треба да биде финансиран, бидејќи ние немаме толку пари. Дали ќе биде тоа Владата на Република Македонија или ќе бидат други институции, тоа локалната самоуправа таа работа ќе реши. Благодарам. Благодарам колега Пандефер, Григорий уште еднаш ќе појасни, повели Григорий. Добро, ќе се обидам на кратко да кажам. Значи, Општина Баландово изготви техничка документација за изградба на пат, канал, пропуст, т.е. мост до Горна Мала и 2 каскадни системи. Тоа предвидува проектната документација. Општина Баландово минатата година аплицираше во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Вкупно максимален буџет беше 20 милиона, кој што агенцијата можеше да го одобри за реализација на такви проекти. Инаку вкупната вредност на самиот проект изнесува околу 64 милиони денари. Значи ние со тие средства од 20 милиони не можеме во цело да го реализираме, мораме да бараме други средства. Сега, најпрво Општина Баландово, како што кажам, аплицираше со каналот, мостот, поради тоа што и ние така сметаме дека тие е многу поважно прво каналот да се направи, па после тоа да се регулира патот. Но каналот не беше прифатлива инвестиција за агенцијата, туку беа прифатливи само изградба на пат и мост. За да не Општина Баландово ги изгуби тие 20 милиони, реализира дел од патот во должина од километар и 800 метри и ќе го направи пропустот, т.е. мостот на самиот канал. Во меѓувреме, за да не се случи со тоа, Општина Баландово разговараше со Водостопелство на Република Македонија, како и со инвеститорот на Јужна Вардарска долина, кој што веќе работи таму на изготвување на систем за водоснабдување, за да се прочисти дел од каналот, за да не се случи тоа. Но заради фактот за да ние да го направиме стварно каналот како што треба и да направиме барем една од каскадите, бидејќи таму постојат 2 каскади, едната е целосно уништена, но едната е во исправна состојба, ќе гледаме да се реализира со овие средства, поради тоа што и овие се минимални средства, само целосна изградба на каналот чини повеќе од 12 милиони денари. Но ова е првата фаза, тоа е целосно прочистување од дрвја шут, ископ на каналот и една каскада, за тоа се толку помалку средства. Во некоја од наредните повици, кај што ќе има можност за таква инвестиција, Општина Баландово ќе аплицира да ги добие и тие останати средства за во целост да може да се реализира проектот. Тоа е тоа. Благодарам. Благодарам Григорий, уште еднаш колегата Пандер, повели. Господин Джибриджиев, дали водата ќе биде спроведена директно во Вардар или се планира да се запушете тука негде низ нивите или во селото Севе? Јас на лице место на терен имам неколку пати, одно знам. Вие заради превентива имате еден мал канал направено, баш заради такви случаеви и се спуштува тука кај сифоните што го викаме и покрај Јосифово. Сакам да ми одговориш, ако го познаваш проектот, дали мислите таму да оди тој канал или првично како што беше, како што оде право по течението на реката, да го помине каналот, значи пред гурбишта во Јосифово и да се спушти покрај
расадникот ние ќе го викаме и да оди во Вардар. На тоа и тука ќе сакам да ви даеш некој обяснување за тоа што сега како што е предвидено времено, тоа е улица и дека ќе беше она природниот тек. И дури добар дел на неколку куќи фамилии во такви моменти не беа во состојба да стигнат до нивните домови. Таму значи никако не смее да го. Еве, ја не сум проектант, меѓутоа таму ќе биде тотална грешка ако се планира каналот и ако го планирате негде лево, десно, па да оди покрај улицата, бидејќи јас знам, сум бил присутен на неколку поплави, да кажем, од тие буици и знам која штета е предизвикува. Ако го спроведувате право, за тоа ви кажам дали ќе има некој човек што го има изготвено тој проект и да ни каже како се планира, бидејќи ние како советници сме должни, особено ние што живееме на тие околу тие населени места, ги знаеме сигурно подобро од колегите наши од Валандо тие проблеми. И пак ќе кажам за поздравување, 1 милион евра треба да обезбедите пари. Тоа прегишо малку моите колеги влезеа во конфликт, вие сте обезбедиле 20 милиона. Па ние нема да видиме криви ако го критикуваме 2021 година здрави и живи, ако не го завршите ова. Значи пак има капитални расходи од 30%, нема да има од 100%. Од тие веќе се предвидени. 1 милион евра, 20 па. Тоа е обврска на градоначалникот и на институциите на локална самоуправа. Мислам дека ќе слоиште со ова. Благодарам. Благодарам колега Пандев. Чисто за информација, Григоре, може уште Да, не сум ни јас проектант, но исто така имам прашано што е како е. Значи точно, канал треба да оди право надолу и под регионалниот пат да поминува и да излегува во Вардар. Во порано во времето на Југославија кога се направил системот за водоснабдување, има и изградба на сифонски дел кој ќе поминува по тој. И затоа општина Валандово разговараше со водна заедница за истиот да биде прочистен и да се поминува таму. Колку што знам јас и во проектното решение изготвено од проектантската куќа, тој канал оди надолу. Нема од каде да оди од друго место и на кој друг начин да се среди тоа. Инаку што се однесува 60 милиони денари, проектната инвестиција е толку и толку чини проектот, на истите не се ставени во буџетот, само да кажем, туку се предвидени само работите кои што се предвидуват да се реализираат. А тие накнадо да, ќе доколку би се обезбедили средства од него, тогаш ќе бидете буџетирани. Благодарам. Благодарам, Григорие. Дали има некој друг за збор? Видите, никој друг не се јави за збор. Третата точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали имаме против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за сопствено учество во реализација на проект регулација на Соводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосипово со село Горна Мала, општина Валандово. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Григорие, те благодарам за присуството. Одлука за измена и дополнување на статутот на детска градинка Калинка Валандово. Овде е присутна директорката на детска градинка Калинка. Ќе ја повикаме да... Тука се врши дополнување на статутот во дел 3, организацијска поставеност. Се додаваат двата објекта, објектот на детската градинка Калинка во село Лудово на улица Боце Делчев и ново изградениот објект во село Брајковци, детска градинка без уличен систем. Тоа е тоа, да. Благодарам, директорке. Отварам расправа по четвртата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана одлуката за измена и дополнување на статутот на детска градинка Калинка Валандово. Преминуваме на петата точка од дневниот ред. Одлука на управниот одбор на детска градинка Калинка Валандово за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време во објектите во село Брајковци. Директор ќе повели уште еднаш. Како ново изграден објект и од 2019 година започнува со работа, треба да се утврди работното време со почеток во 5:30 и завршеток на работното време во 16 часот. Благодарам, директорке. Отварам расправа по петата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор?
Велики никой не побара збор, одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со, колеги, 13 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана одлуката на управниот одбор на Детска градинка Калинка Валандово за утврдување на почеток и завршеток на работното време во објектот во село Брајковци. Преминуваме на шестата точка од дневниот ред, предлог решение за разрешување и за предлагање на член на управниот одбор на Детска градинка Калинка Валандово. Значи овде ќе дадам збор на член на комисијата за мандатни прашања да даде образложение за именувањето и разрешувањето. Може Тодор Розумов, председател на оваа комисија. Одбор, значи се разрешува од лични здравствени причини, а за член на управниот одбор се предлага да биде Марија Јосифовска. Благодарам, колега. Отварам расправа по шестата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог решението го ставам на гласање за нов член на управниот одбор на Детска градинка Калинка Валандово да се именува Марија Јосифовска. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 5 воздржани и изгласано предлог решението за разрешување и за предлагање на член на управниот одбор на Детска градинка Калинка. Преминуваме на седмата точка од дневниот ред. Предлог решение за разрешување и за предлагање на член на надзорниот одбор на Детска градинка Калинка. Колега Узунов, повеќе ще да за збор. Овде исто така имаме разрешување на членот орган за надзор, тоа е Марија Јосифовска, се разрешува поради судебна интерес. Се предлага како член се предлага Мила Бајлозова Дончева. Благодарам, колега. Отварам расправа по седмата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог решението го ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Благодарам. Констатирам дека со 8 гласови за, нема против, 4 воздржани и изгласано предлог решението за разрешување и за предлагање на член на надзорниот одбор на Детска градинка Калинка. Преминуваме на 8-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2020 година. Значи со оваа одлука се утврдува максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги. Тоа е врз основа на член 163 од Законот за заштита на деца, значи законска обврска која што ја има Советот на општина Валандово. Отварам расправа по 8-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 12 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2020 година. Преминуваме на 9-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово во 2020 година. Значи овде се работи за истата работа со тоа што во Детска градинка вработените нели се поделени на даватели на јавни услуги и јавни службеници. Отварам расправа по 9-та точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема.
Констатирам дека со 12 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласана предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во јавната општинска установа Детска градинка Калинка Валандово за 2020 година. Преминуваме на 10-та точка од дневниот ред. Одлука за утврдување на вредноста на бод за пресметување на платите на вработените во јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Значи со оваа одлука се прави усогласување на вредноста на бодот на платите на вработените во јавното предпријатие Комунален сервис Валандово, односно се зголемува бодот поради зголемување на минималната плата во државата, така да има усогласување за оние вработени кои што беа под минималецот да дојдат до ниво за земање на минималната плата од 14.500 денари, која е стапена на сила од 1 декември 2019 година. Отварам расправа по предлог одлуката. Дали некој бара збор? Колегата Занов, повели. Сега лошо што директорот не е тука, точно на комисија беше. Правихме мовет, дискутиравме. И на некој начин се усвоила, но при работа, пресметки што сум ги правил, сакав да не бидам поставам многу прашања има и прашања и дилеми со покачување на платата, значи не е ништо спорно платата да се покачува, дури мене ме интересираше или по оваа точка да биде изземена. Ама платата па нема да им тече на вработените во комунално. Плюс има оглас. Сакаме да го прашаме директорот со овоа покачување и со новите вработувања, кај оди? Не знам што да направиме, дали да одложиме оваа точка или да биде да дојде, да оставиме последна, ако има време да дојде. Јас дури барав и прашував зошто платите да не бидат кути во државните службеници, во градинките што се 81 и 60 колку пенифа од 73 денари. Мислам дека вие бевте присутни што разговаравме, ама сега има друга ситуација и барам директорот да биде тук. Да се образложат некои работи. Кабурењето на фирмата, обстанок во прашање на фирмата. Не знам, тоа. Благодарам колега Занов. Директорот требаше да дојде, претпоставам му има излезено нешто, ајде ќе направам пауза од 5 минути да стапам во контакт. Се враќаме по паузата. 10-та точка од дневниот ред, одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Како транспарентна и одговорна општина обезбедивме веднаш директорот на комуналното предпријатие да биде присутен, да даде образложение околу утврдувањето на вредноста на бодот. Затоа најпрво ќе му дадам на кратко нему збор, па потоа ќе отварам расправа. Повели директоре. Благодарам. Добар ден пред на сите. Јас се извинувам, секако во план ми беше да дојдам на советот при општина Валандово, но ми излезе нешто во последен момент, така да не успеав на време да дојдам. Уште еднаш извинете. За нашата точка, односно за покачување на цената на бруто болот, по консултации да што ги имавме со општината и овде во комуналното, одредивме дека цената на бруто болот треба да биде 73 денари. Сега може само накратко да ви објаснам како дојдовме до тој износ. Претходната цена на бруто болот беше 61 денар, донесена исто така лани, јануари-февруари 2019 година. Сега со покачувањето на минималната плата од 1 декември 2019 година од 12.507 денари дојде до 14.500 денари. Така да по декларацијата за плати што беше за месец декември, ние во комунално се соочиме со ситуација од 27 вработени плюс јас 28 на таа декларација, 20 луѓе вработени да земат минимална плата, односно 14.500 денари. Така да според правилникот кој исто така беше донесен лани во јануари, беше одреден бод за секоја позиција и сега пресметките велат
ако лицата со најмалку бодови, односно 290 бодови, треба да земат 14.500 денари, така да пропорционално и сите други треба да земат исто плата. Односно, ако имаме 14.500 денари, тој што има 310 бода треба да зема повеќе, тој што има 350 уште повеќе и така. И се одреди, да речеме, цената на бруто бод да биде 73 денари, односно за месец декември на 14.500 нето износ, бруто плата да беше 20.996 денари, но по сугестија од Живко, рече дека веќе во јануари сме стигнале до вредност од 21.107 денари, односно имаме покачување во однос на 111 денари, така да сега новата калкулација беше околу 7,68 и затоа ние заокруживме да биде точно 73 денари бруто бодови. Благодарам. Благодарам, директоре. Отварам расправа по 10-та точка од дневниот ред. Дај некој бара збор. Колегата Занов повели. Директоре, на комисијата разговаравме, исто тоа го кажавме, и јас дури сугерирав зошто да не е 81 и 60 како на локалната самоуправа, на градинките, вие го образложивте ова. И кажавте дека на сите вработени, на стални, за колку ќе се покачи, како, што ќе биде и така натаму. Но, има еден друг момент, директоре, вие кај што заборавивте, во очи на изборите, вие имате конкурс распишено за 10, 12, 13, колку луѓе, не знам. Значи, партизација на ЈП комунален сервис комплетно и претходно што имавте примено, комплетно ќе го испартизирате. Вие не кажавте за тие новите луѓе што ќе дојдат. Вие го зборевте само за сталните. Со колку ќе биде покачувањето, како што биде. Да бидеме јасно и гласно, погрешно да не бидеме разберени од јавноста. Ние сме за покачување на платата, дури и 81,6 да биде, не 73 денари бодот. Вие кажавте дека дојдевте до една проценка од 73 денари, но ги заборавивте новите што конкурсот мислам дека е завршен, сега ќе се примат и ќе дојдат на работа. Така ли е, директор? Значи, бруто платата на комуналното, значи, плюс ќе биде оптеретено. Со многу повеќе. Јас убаво ве прашав, уште пред една година или 2 години од кога сте назначен, дали комуналното работи на хартија рентабилно, а во позадина е друга ситуација. Дали со прифаќање на населените места ние ќе обстануваме, дали рентабилни се сите што работат во комуналното, си го ваѓат личниот доход, дали за сите има работа или вие примате во комуналното луѓе влечи лопатта, земи платта, што имат само плата. Јас имам многу други информации. Ме интересира друго. Со овоа покачување на тие сталните што се? Значи во јануари месец, зимање на плата за декември, вие исплативте плата на сталните. Тие што се договор за дело, имат ли земено плата? Дали вие ќе соберете доволно финансиски средства за реализирање на сето ова и на примање на тие нови 12 луѓе? И зошто ги примате? Ќе барам на сите овие работи да одговорите и после пак ги земам збор. Благодарам. Благодарам, колега Занов. Одговор ќе добиете од директорот, повели директоре. Како прво, јас не сум заборавил, вие сте заборавили, нека на комисија да запишете. Не знам кај да почнем, цело време се повтараме, забораваме. Хајде да речеме за огласот што е објавен за даватели на услуги и помошно технички лица. Не знам веќе во колку наврати од ваша страна ми е речено до кога тие луѓе ќе работат договорно дело. Кога ќе ги обезбедите, да речеме, со решение. Тоа е тој момент. Значи овие луѓе
ќе бидат обезбедени со решение. Ми велите за партизација на комуналното предпријатие, односно предизборно. Значи, овие вработувања се според годишниот план од 2019 година. Може би, поради сплет на околности, дојде тој област да се објави при самиот крај на годината. И знаете како е, има многу административни работи, веќе навлеговме во јануари, уште ги немам дадено на тие, иако е направена селекција на кандидати, треба уште да добијат решение. Значи тоа може би така се поклопиле коцките, но тоа е според годишниот план за вработување за 2019 година. Како што имавте запишано, декларацијата за плати рековме за месец декември се зголеми за 48.000, и аз ви реков, сега со ова покачување на бруто блок ќе се зголеми уште за 75.000, а сега вие што ми зборите за новите вработувања, не, тие не се нови вработувања. Тие се од 27 по договорно дело, значи таа бројка ќе се преполови и ќе дојдат 13-14 со решение на неопределено време. Значи тие земаат плата Колку? Значи земаат 12-13, значи плюс ќе дојде за пензиско и инвалидско. Мислам дека и вие за тоа се боревте. Така ли или грешно? Значи секој се стреми да му пружи на работникот тоа што го заслужува. Зборите дали ќе бидат обезбедени средства. Ние сме за тоа. Ќе гледаме собирно. Бруто билансот, нели, кумулативниот последен рече дека и вие сами рековте дека 2,8 милиони ние сме во бруто добивка. Како и да е, ќе изнајдеме сили, средства. Јас сигурно вработените во овие по комунални сервиси не би ги оставил на цедило, односно да не им исплатам плати. Сега за сега тоа. Благодарам, колега Занов. Благодарам директоре, колегата Занов за контрреплика. Колешки Котов за реплика. Повели? Директоре, не ми одговоривте што ве прашав за дали тие што се по договор имат земано плата за декември. Сталните имат земано. Друго, ние зборевме за платите на сталните што се вработени. Или кажевме. А овие новите што ќе дојдат и тие ќе одат во бруто плата, значи ако за 40.000 сега тоа е зголемено, сигурно за 40.000 уште плюс ќе се зголеми. Затоа што вие сте 12 луѓе нови вработени. И аз кога зборам партизација е комплетна. Ќе видиме кои луѓе ќе ги примите. Дали метларе, кој што зборев на тие ѓубре што товарат и растоварат и што метат улиците ќе бидат примени, или ќе бидат некои сасвим трети. Кој што ги примавте, што имавте 5-6 души примерно. Јас се мислам дека ќе бидат примени тие другите. Метларите пак ќе останат да си метат и тие ѓубре да товарат. Ама кој што оди така нема да оди. И дали вие ќе обезбедите средства, дали имате направено проекција во јануари, во февруари, колку пари ви требаат во јануари за плата, за гориво, за друго, трето, четврто. Вие немате ништо такво, ако имате ќе го донесете тој и ќе ви каже, еве пари, така и така ќе обезбедите. Ова е сериозна работа. Еден месец ако киксирате, втор месец, трет месец, оди се јабано. Голема фирма сте, многу опфат имате. Не знам на крај как излезе. А вие мислам дека и немате план. Ако имате план, ќе дојдат тук и кажат, ево ви го план. Или за наредниот совет ќе ме го кажете план. Благодарам директор, потоа ќе ви дадам со збор да се јавите, да го запазиме деловникот. За збор или за реплика? Дали има некој друг за реплика? За збор. За реплика на колегата за повед. Потоа ќе имате. Дискутираше, меѓутоа овие забелешки, секоја од нив завршува со прашалник и извичник. Зошто? Вели зошто ги примате овие луѓе? Колега, колку совети вие се залагате да се регулира статусот на луѓето? Друго, не се многу вработени. Старо вработени се. И тоа не една-две години, туку 5-6 години назад. Вие сте тие до крај што ги државте и ги лажевте и манипулиравте со нив. За сега да им се реши статусот. Понатаму.
директорот дали направил план. И еве таа констатација што ја давате и за мене рековте еднаш, и за сите заедно, вие не разбирате. Велите, немате план. Од кај знаете дека нема план? Не е точка на дневен ред планот. Точка на дневен ред е бодот на вработените во комуналното. Овој директор некој го назначи и му дал доверба. Кога прифатил да биде директор, прифатил одговорност. Знае со што треба да се соочи. Ако директорот не знае до крај финансиите да ги испланира, тука е книговодството, сметководството. И нив ли ги маргинализирате? Значи, јас според вашето кажување, секој оно што е вработен во комуналното од раководител до метлар не е добар. Нема план. Срамота. Платите ги покачил. Зошто ги покачил? Луѓето, работното место им го решил од определено на неопределено. Им платил пензиско, инвалидско. Зошто? Зошто не им плаќа се? Зошто им плаќа? Зошто не ги прима и зошто ги прима? Не знае директорот да работи, не знае книговодителот да работи. Аман. Благодарам. Колеги, благодарам. Колешки, колеги, колегата Занов контрреплика. Абре, колешки. Значи јасно и гласно, јавноста да знае. Митко Занов и ВМРО ДПМНЕ се за покачување не од 73, 81,6 со локалната самоуправа да земат плата, да даде Господ и да биде атрактивно место да дојдат да работат во комуналното. Точно јас се залагах, прво директорот викаше бели мечки, вакви, такви, онакви биле тие вработените. Јас се залагах да им се даде решение на метлари, ѓубре што товарат, водоводжии и ред други работи. Тие се лицето на градове, колешки. Тие не зашо. Јас убаво питах, ако имаш план, донеси го планот. И точно покачување на бод. Јас ќе покачувам бодот, ама ќе кажем со ово. Парите од таму ќе дојдат, тоа ќе направам, воа ќе направам. И ќе видиме, крај го краси делото. Да видиме кои луѓе ќе ги примите. Во очи на избори. Ќе видиме. Не се ги раите. Момата е за вода. Ја конкурс заврши, држајте в тајно, слушай да знаете кој да ги примите. Дали Шемса ќе примите или Исуза или не знам кој друг, што метат улиците. Да знаете. Оти директорот сам тука се негира. И убаво јасно и гласно го питах. Дали за декември за маа плата тие што не се осигурани? Договор на дело. Колку пари ќе собера овие новите кога ќе ги приме? Он треба веќе да има визија напред. Има финансов план. Дај да го видиме тука. Нема ништо. Ако и малки го донесел тука и ќе ма замучел, нати, чити, гледи, ја така ќе види. Да не оде фирмата у колапс. Комуналното. Слушајте, ја што ви говорам. Жално ќе биде. Не сакам јас назад да се върне напред. Вие кој бете на власт. Со дефеци, вода на мајне, со бурии на бајнајни и така нататки. Гнасно низ градот и ред други работи. Што обаќате ветар и мъгла, вакви депони, такви депони, воа ќе направиме, тоа ќе направиме. Тоа време не го сакам, ама вие го сакате изгледа. Благодарам. Благодарам колега Занов. Дали има некој друг за реплика? Не. Добре, бидејќи нема друг за реплика, директори ќе сакате ли за спор? Да, повели. Директорот, колешката Пева, па колегата Тоби. Значи јас дојдов за бруто поводот. Цело време советникот Занов ми бара план, не план. Тој да сугари коли раци, немам никакви материјали со мене. Да, во право сте, овие денови ќе биде исплатена платата на нови што се договор на дело. Знаете, јануари, февруари, во годината, не веќе 2 години, едат малку потешки месеци, пошто пред се за јануари расте потрошувачката кошница на граѓаните. Сметката за комунали може им доаѓа после на заплаќање, исто така да речеме трезорот, овие што ни се
министерства и слични институции после 15-20 или не знам кога точно ги отваряат трезорите, кога тоа почнуваат да вршат плаќање и затоа малку се пролонгира плата. Мислам јануарска и февруарските исплати за плати. Од друга страна, гледам цело време говорите за какви луѓе ќе се вработат со објавените огласи на конкурсот. Па сигурно го имате видено оглас. Сигурно раководители, административци, не знам што друго, да речеме канцеларски работници не се вработуваат. Значи само еден оглас е за административен службеник. Се друго е за даватели на услуги и помошни технички лица. Значи таму се опфатени метачи, ѓубрари, водоинсталатори, како што рековте, непотребниот кадар во комунален сервис во Ландо. А да, точно знам јас кои ќе се примат. Направена е веќе селекција и се надевам четврток, петок веќе да помине жалбениот период, четврток, петок ќе бидат издадени решенија за истите тие луѓе. И мислам дека тогаш не очекувам извинување од ваша страна, фала Богу, ќе видите кој всушност ќе се вработат. Значи, пред се огласите се за основци и за средношколци. Не се за магистри. Благодарам. Благодарам, директоре. За збор се јави колешката Пеева, повели колешка. Јас, бидејќи знам дека конкурсот беше распишан во најголема мера за да се примат луѓето кои што досега работеа на договор на дело. Она што веќе со години наназад го зборуваме и еднаш за секогаш нели сакавме да се среди како ситуација. Од една страна се правиме дека сме душегрижници, од друга страна кога треба пак да им помогнеме на тие луѓе, не сме баш најсигурни кој, како, што. Директорот, мислам, убаво кажа дека вработените се тие што се, дека во комуналното не може од тие 12 души да бидат примени административци, туку некој што мете и собира ѓубре. Од друга страна пак, не е добро да се подценуваат сите вработени во комуналното. Да зборуваме дека некој клати врата, зема плата, овдека имаме не само директор и други вработени. Значи, мислам дека не е во ред, а сите знаеме кои се вработени во комуналното, од кога се вработени, колку години се вработени. Не треба да се навраќаме назад и да зборуваме за каков се профил има таму. И не знам тука што не е јасно, дали на комисија дојде директорот неподготвен, или сега пак одново треба да се објаснува, а и се дообјасни она што требаше да се дообјасни. Законот е донесен, минималната плата е таа, на вас и во собранието не ви беше во ред кога беше изгласана минималната плата. И мене воопшто не ме чуди што сега сакате нели на сакајќи да покажете дека сте многу загрижени за работата на комуналниот сервис, дека не е во ред платата да биде толкова, бидејќи можеби нема да биде одржливоста како што треба. Јас ќе кажам дека кога беше назначен директорот, верувавме во него и сигурно сум дека не само тој и убаво кажа дека за да се донесе тој бод е направена проценка, испланирано и договорено. Јако сметам дека не е во ред кога една работа ја зборуваме на комисија, а често се случува од страна на колегите од опозицијата, едно да зборуваат на комисија, друго кога ќе дојдеме овдека. Жал ми е што граѓаните не се во можност да ги видат нивните реакции таму и она како што овдека се однесуваат. Благодарам. Благодарам, колешке. За реплика колегата Сан. Колешке, значи јасно и гласно. Јас бев на комисијата, бодот да биде 81,6, пак ќе се повторам, не 73 денари. Ако има пари да се дава.
Не знам, отпре ги говорите, а што кажете, јас не може да ве разберам, сигурно и јавноста не може да ве разбере. Значи пари ако има нека се дава, луѓето нека взимат градот да биде чист, да свети. Но убаво, јасно и гласно прашувам. Со тие вработени, со новите вработени што ќе дојдат партиската ваша војска, колку ќе биде бруто платата оптеретена? И дали ќе има пари доволно да функционира комуналното? И ќе видиме, момата е за вода. 1, 2, 3, 5 месеци. Благодарам. Благодарам, колега Занов. Контрреплика, колешката Миријана, повели. Јас воопшто нема да се трудам повеќе да објаснувам, бидејќи досега сум сватила дека на некој еднаш можеш нешто да му кажеш. Потоа и 100 пати една работа да повториш, пак нема да свати. Благодарам. Благодарам, колешке. За збор. За збор, само се јави пред тоа колегата Пандев. Дали има некој за реплика? Нема. Колегата Пандев за збор. Поведи, колега. Благодарам, председателя. Ете, јас бев еден од поборниците што залагав луѓето на подоговорно дело да бидат трансформирани на неопределено работно време. Еве, гледам дека тоа се испочитувало и е за поздравување. Меѓутоа, еве, јас сакам лично да го прашам директорот. Иако платата е окей, тоа според мене, законот за минимална плата треба да се почитува, 14.500. Се надевам дека ќе го изгласиме едногласно. Тоа мите што го бара, ако има пари, нека им се даде не 81 денар, нека им даде 105, нека им се даде. Никој не е против да взимат луѓето повеќе пари, ако има комуналното пари. А дали има менаџерскиот тим, е за тоа одговорен да се обезбеде. Нормално. Тука е советот. Директоре, јас сакам лично да прашам. Вие сега примате 12 луѓе, со преземањето на местна заедница Исифово имаше еден договор во кој сите основни средства, вклучително и објектите како водовод, канализација, тоа ви се преде на вас. Меѓутоа, имаше и некој начелен договор да двајцата луѓе што се во местна заедница тогаш, кои ги обслужуваа услугите метење на улиците и одржување на водоводниот систем, да се преземат во комуналното. И тоа така се случи, меѓутоа со нерегулиран статус на вработени лица, значи беа под договорно дело. Сега директно ве прашувам, бидејќи сте во завршна фаза со завршување на огласот, дали ќе го почитувате тој договор да бидат примани тие две лица? Нема да ги спомнам по име и по презиме, нема да биде фер од моја страна. Вие ги знаете, јас ги знам. За едниот веќе разговара со него, тој што ги мете улиците, што се грижи, гледам и кога се изфрла сметот, помагам во тој дел. Согласно законот требало да има завршено 8 оделение, па се потрудиле сте, не знам кој го насилил неготино, и човек успеал да си го направи, да си напише името, од преземет само една буква и доволно е за 8 оделение, може би и за него со тие можности е окей, и за метлар, и за мал диплома за 8 оделение, за да може да го работите. Меѓутоа за другиот што го одржава водоводниот систем е човек што долгогодишно искуство, што ја познава сета работа. Директно ја прашувам, дали ќе биде примен на работа? И 20 ќе бидат примени. Само мене. Задоволен сум. Директор избрза да малку. Задоволен сум од одговора, благодарам. Во ред. Ќе ве молам само да ви дадам зборба, потоа да се обратите. Во ред. Дали има некој за реплика? Нема. Директорот одговори на прашањето. Следна за збор се јави колешката Македонка. Повели. Директоре, значи, во вашето излагање ги дискутирате работните места на вашите вработени. Кој бил магистар, кој бил со основно или со средно образование. И дури со иронија зборите за луѓето кои што се со основно образование. Добро, што треба да правим? Музика ли се? Колеги, ќе вам молам. Каква е срамота? Колеги, Безпредметно е да го дискутирате тоа, затоа што секоја негативна или позитивна критика е опатена кон вас. Вие сте директор и вие сте должни да се грижите за вашите вработници. Моето прашање е, нема да ве прашам сега,
колку средства и колку предпријатието ви е финансиски стабилно во 2020, во 2021. Според вашата динамика за работа. Не со тоа што имате фактурирано, туку колку средства финансиски ви доаѓаат како прилив за, според вашата динамика во иднина, дали вие, како раководител на јавното комунално предпријатие, дали ќе бидете спремни во иднина да им обезбедите финансиски средства, т.е. плати, секој според систематизираното работно место на сите овие вработени постоечки, нови, колку ви се на број 41. Тоа е. Благодарам колежите. Одговор ќе добиете од директорот, повел директор. Не се 41. Значи јас не знам како да се изразам. Што и да кажам, се обратно сум сватен. Значи иронијата што ја споменувате вие, значи пошто претходно во говорот на Митко Занов, тој рече дека ќе се вработуваат партиски вработувања, пред се изгледа мисли за службеници, канцелариски, административни луѓе. И затоа реков, овие огласи не се за факултетлии, значи сепак се за луѓе што имаат завршено основно или средно образование. Ама вие гледате од се нешто да поентирате, ама нема врска. Друго, рековте партиски вработувања. Значи, како што рече и советникот Андев, водоинсталаторот во Јосифово работи од 2007. Столе работи, не знам, од пред 5-6 години. Што мислите, која партија се тие? Не знам ти тоа да кажеш. Ајде, јас не знам. А во делот, дали ние ќе обезбедиме, да речеме, дали ќе обезбедиме доволно средства, за да им исплатиме не на ова 41, значи моментално на декларацијата за плати со решение се 28, кога влегов во комунален сервис беа 36, значи сега се намалени, вие знаете по кои основи се намалени, договор на дело има 27, значи 55. Ако да земеме да направиме паралела пред 2 години и 2 месеци, мислам дека бројот на вработени е ист, а предпријатието во време растеше. Знаете, ги презедовме селото од Бојнискиот регион, значи дејноста нас ни се шири, а плюс-минус 1 до 2 вработувања нека има. Благодарам, значи оставам збор за советникот за финансиско сметководство. Ајде, не, само нека добијаме ръководот Здраво на сите. Живко, пошто тој од финанси. Повелиш. Јас сум советник за финансиско сметководство во комунален сервис. Само да објаснам, значи моментално љепо комунален сервис за декември месец, декларацијата за 28 вработени што се во комуналното предпријатие изнесло без додатоци 700.000 денари. Додуши и немаше додатоци само за еден ден празник. Оне што се за договор за повременни и привременни услуги се избојува некаде околу 320.000 денари со платен персонален данок. Од тие 13 сега треба да добијат решение. Значи ќе се плаќа за нив плюс 8 персонален данок и придонеси. Значи ќе бидат здравствено осигурени, ќе бидат пријавени, ќе им тече стаж. Грубо некаде моментално комуналното предпријатие избојува некаде околу 1.050.000 денари за вработени договори за привременни и повременни услуги. Со новите измени негде тоа ќе рипне некаде околу 1.220.000 денари. Повторно зборувам за вработени, не може да бидат 28, ќе бидат 41 и ќе остане околу 13 души повторно за повременни и привременни услуги, само со персонален данок. Значи правиме негде момент за 200.000 денари максимум месечно зголемување. Сега прашање дали ќе има пари. Значи вие наместо да земете да прашате што треба да помогнете, прв законот од 2006 година, сите населени места да бидат под комунален сервис, не се почита. Има населени места што стопанисуваме само ѓубретарин. Водата и канализацијата не е наплаќена. Тоа е ваша обврска, тие населени места да дојдат пред комунален сервис. И од кога ќе дојдат, ако нема пари, тоа ги веќе е друга работа. Значи комунален сервис е основан од Совет на општина Баландово и ние наместо си помагаме, ние тука
Дискутираме дали ќе има и колку ќе има. Државите може да си ги поминавте, не викнате никој да питате дали државата може да обезбеди плата, сега комуналната дали ќе има плата. Не знам, не е ферно става. Благодарам, Живко. За контрреплика се яви колежката Македонка, така? Или грешка си? Поред? Победим. Ајде, значи цело време да не се въртиме во круг. Да, ние сме тука за да ги решаваме проблемите. Но не нашите, проблемите на граѓаните. Граѓаните што барат од јавно комунално предпријатие? Барат чиста средина за живење. Барат јавна чистота. Така, баравме јавна чистота, беше во буџетот одделено 200.000, да се прифати сега и 1.200.000 денари. Јас да прашувам, дали вие како раководител и директор, вие менаџирате со тоа јавно предпријатие, дали си направивте стратегија како вие да ги прибирате финансиските средства за наплата на вода, комунали, на други услуги што ги врши јавното комунално предпријатие, а не се наплатува. Тоа ве прашувам, за да ви биде за во иднина и да имаме и уште вработување, но и да имаме стабилна финансиска рамка на јавното предпријатие. Да не после дојде да после 2 години не може да се покријат сметките за струја. За да не биде вработење и јасно вработење, и јас сакам од 1 до 5 да земам цела плата. Да не биде платите да ги земаме на пола. Пола до 15, од после пола. Тоа го дискутираме, директоре, тоа. А секоја критика е кон вас упатена од граѓаните. И позитивната и негативната. Тој е директор, тој менаџира таму. А вие сте тие кои ќе ги управувате вработените, кој колку добро сработил, кој заслужил и така натаму. Благодарам. Благодарам, колешке. Реплика, може. Само момент. Колега Пандев, реплика. Живе не е ясно, на Живко реплика. Ама не, Живко одговори на прашањето на... Или преку кажување на нешто со поинаква интонација. Дали е иронија кога вие во некој формулар треба да пополните, вие или било кој граѓанин на државата треба да пополни какво образование има. Тоа ли е иронија? Колегата кажа дека ќе се регулираат работните места на административци, не на луѓето кои што ја обслужуваат работата по улиците. Господинот директор сакаше тоа да го потврди. Дека луѓето кои ќе добијат решение на неопределено се оние со основно и со средно. И јас ве молам да се повлечете изјавата или коментарот дека зборувал со иронија кон работниците. Прашањето кон директорот за тоа дали ќе се регулира работното место на луѓето од Јосифово, кои што долги години работат во комуналниот сервис, е уште една потврда не за партизација, туку за департизација на предпријатието на било која институција во државата. И последното, точно е, и мене ми е жал што од директор до книговодител до правник сите се деградираат во комуналното. Треба вие да се направите стратегија за делување. Добро е, значи добро што му кажувате дека треба стратегија. Тие овие години овој директор или претходниот сигурно без стратегија работели. И точка на дневен ред е бодот. Ќе треба да разговараме за планот, финансиски, како би да е план, ама не е на разбивање план. Па как Бог ти качиш нема финансови да ќе безбедеш? Благодарам. Вие сте во облаците, вие не знаете дека ходите. Не ми спорим, не ги знаете. Очигледно не е јасно дека ходите, кој браниш ти? Колеги, не е јасно. Колеги, колега Замно. Вакви навреди, Колега мислам Замно. дека не смеат веќе да се дозволат во
че си има програма за работа на Советот, кога комуналното предприятие достава финансиски извештаи, кога програми, така да ние не може тука да се однесуваме како дежурни корективци, па во секој момент да ни носат се што треба. Така да си има своји одговорности согласно закон директорот и финансиската служба кои што се должни овде да ги достават. Отпосле ние анализираме и заклучуваме дали ќе ги гласаме. Може ли само една сугестија? Не. Контрареплика Како и јас, и вие кога подпишавте документацијата, дека се согласуваме да бидеме советници на Совет на општина Валандово, сигурно дека свесно и повеќе од свесно знаете и прифативте дека сте тука, не да дискутираме за поезија по македонски јазик и литература. За тоа не, сигурно дека сте свесна. Сигурно дека исто така знаете дека граѓаните очекуваат од нас не да дискутираме поезија, романи и да не наведувам други работи. И друго што сакам да ви кажам, да, овде сме да дискутираме за јавно предпријатие, комунален сервис, дека тие навистина се соочуваат со проблеми. А и за водот дискутираме. И убаво е кога дискутираме и кога има демократија во нашите дискусии. Убаво е кога имаме различни размислувања. За болните точката. Колеги, колега Усунов, колега Мишев. Може около проекти за финансиски збор да вземем. Колега, Нешто процедурално. колеги, само да се заврши колешката со... Толку? Благодарам за процедурално се јави колешката Пеева. Повеќе. Денеска искрено се срамам што сум тука. Вакви Одисли колеги, непотребни зборови. Еве, ова е уште еден доказ дека сме под секакво ниво. Мислам дека во иднина ваквите прикукувања и ваквите навреди кои што некои си дозволуваат да се ги кажат, не треба да се толерираат. Или ќе изготвиме некаков ред на однесување, или ова веќе вака не може. Колку и да се трудите да кажете дали е за збор, дали е контрареплика, реплика, ние како да прв пат да седнуваме овдека. Срамота е луѓето што не гледаат на каков начин дискутираме и какви се зборови си кажуваме еден на друг. Навистина мислам дека ова е под секакво ниво. благодарам колешка. Ова опомена требаше да дојде од председателот од мене, но го веќе го напоменавте. На неколку наврати повикувам да се почитува и деловникот и да се почитуваме едни со други без дофрлање, али ето јас тоа не можам да контролирам некој дали ќе се дофрли не и дали ќе потреби некој вулгарен или друг збор, можам да му го земам зборот, да го прекинам, а во најлош случај може и да биде изведен и од седницата на Совет, да го имам тоа деловничко право колега Занов. Така да ќе ве молам да го почитуваме деловникот, а пред граѓаните да покажеме и сериозност и одговорност во носењето на одлуки. И по оваа точка оставив малку да се прошири дискусијата и на огласите, и на некои други работи, чисто за граѓаните да имаат информација што се случува и како се случува. Али за однесувањето, навистина јас не можам повеќе да реагирам и да контролирам. Дали има некој друг за збор? За реплика. За реплика на колешката. Да, имате право, повели колешката. Дневен ред е сега моментално што се расправа е за водот на работените во комунален сервис. Тука се дига галама за свашта и за вработување. Благодарност на директорот што е присутен и објасни и за вработувањата и за се, па се појави и за Ронија, па и за тоа имаме записник, па има и видеоснимка. Мислам дека треба само да се држиме до точката, баш за колешката се однесува, дека не треба да забегуваме. Еве и од раководителот, советникот за финансии, добивме и објаснување, добивме и се кружиме околу исто. Че да се држиме до точката за бодот. И ништо друго. Благодарам. Благодарам колега Усунов. Дали има некој друг за збор? Реплика на тоа што? Реплика користеше колега. Това е реплика ли сте?
бидејќи никој друг не се яви за збор, одлуката ја ставам на гласање. Не, имаш да збор. Извини, колега Мишка. Да, се јавите. Советникот за финансии. Првам до советникот дали со тие 200.000 тие се околу 2,5 милиона годишно ниво. Од каде ќе го обезбедиме? Вас ја прашам, директор нема да знае. Значи тоа ќе се случи покачување на најверојатно на услугите на вода, на ѓубрарина. И друго прашате кога дали треба да се приме сите, да дојдат сите населени места. Јас гледам по сега за плата нема да поделите, значи вие немате пари во касата. Значи сега сте во лоша ситуација, а камо ли кога ќе ги примате и други населени места, значи уште поголеми проблеми ќе имате. Вие во моментот сега ја правите таа услуга и стално сте во минус, гледам дека чим плата не можеш да поделиш ти во декември месец, а еве го и јануар помина. Значи во февруар ќе им даде за декември директоре плата. Значи нешто не ви е добро работа. Вие на лист може да имате многу пари, а на дело немате ништо. И затоа ќе ве молам ако може да направите, ние тоа бараме дали тие 2,5 милиона од кај ќе ги обезбедиме да направиме стратегија, да ја водот ќе го качи, нема проблем за водот. И водот нек се качи, што рече колегата Занов, и 80. Ама ние може да качиме и 500 евра просечна плата. Ама од кај ги дадеме? Дали може со тоа работење да издржиме? Дали најверојатно ќе мора да покачиме и кубикот на вода? Благодарам. Ние сигурно во комуналното не сакаме преку леп повеќе. Не сакаме 500 евра плати. Крај крајава од сето ова покачување, директорот нема никакво покачување. Рековте, значи да се надоврзам претходно на советничката. Значи сепак од нас зависи дали побарувањата ќе си ги наплатиме и дали веќе конечно ќе почнеме да наплаќаме и работи што ги вршиме, а не наплаќаме. Значи сега, јас ви реков сум спремен, ако треба и до вечер ќе останам, ќе дискутираме цел ден. Што е тоа што го нуди комуналното како дејност, а колку наплаќа? Значи јас можам да речем дека по комуналното ѓубретарината е 1,6 денари по физичко лице. Мислам, никаде во околината нема таква ниска цена. Се мисли за физички корисник стандардно. Значи, од секогаш сум бил против тоа. Значи, не е исто 70 квадрати стан и 70 квадрати куќе со дворно место од 2 декари да прават исто ѓубре. Значи, ние во Стар имаме при пресметката за цена за ѓубретарина грешка, пошто не е земено и дворно место. Насекаде во другите е земено и дворното место. Само ние не платиме дворно. Значи, тоа е едно. Цената на водата. Значи, ние добивме изминативе 2 години минимални покачувања. Ланската беше да речеме 20 дени, оваа година уж 40 дени. Дури 60 дени покачување. Историско. Еве и Живко е тука и тој беше добро вклучен во разговор со консултантите преку регулаторна комисија што беа одредени. Значи, тарги, репер, години беа земни 2016-2017. Значи, јас да направиме колку беа трошоците за тие 2 години, што тие дојдоа до оваа цена на вода, и сега колку се трошоците 2018-2019 година. Едно е со зголемувањето на платите во еден правец, а плюс тоа знаеме дека овие години се доста сушни. Значи помпите работат нон-стоп. Остов на електрична енергија многу повеќе зголеми. Сега ти ме прашуваш дали ќе се зголеми цената на водата. Нормално е да се зголеми. Не зависи од нас. Значи, не зависи од нас, ама нормално е да се зголеми. Пошто ние, ако сега ги прикажеме овие 2 години што ви реков, 2018 и 2019, сигурно тие ќе излезат со нови проценки за цената на водата. Благодарам, оставам жив. Говорете. Говорете. Колега Мишков, само реплика. Директоре, говорете тоа, вие што дали вие ќе покачите од цената на водата? Тоа што викаш минимално е.
него дали ги наплаќате големите ваши долгови што ви должат пари и дали вие веќе колку сте 2 години и повеќе сте директор, дали една тужба имаш дадено за водата да ја платиш, за тоа е фирмата во минус. И за треба да изнајде трајчетата, моля, да изнајдеме средства за тие вработување. Тоа бараме ние. Јас тоа сакам да го прашам од директорот, вика ќе ја покачи водата. Покачувањето на водата е на нашиот народ го оптеретуваме. Ќе ја покачаме 20 динара. Благодарам. Овде завршуваме. Значи искористивме сите права за збор, така да. Чеки, Дали има некој нов да збори? Реплика имаме Лупчо, јас реплика на Не Лупчо. може колега Занов да... Не може, как може да го скачиш право? Значи Лупчо постави прашање до директорот. Не знам што ќе јавено за збор, одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Ќе ви молам да гласаме. Збор за ма, не е прашање. Благодарам. Дали имаме против? За вода ние сме за. Нема. Воздржани нема. Да, за малтретирање. Колеги, констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во јавното предпријатие Комунален сервис Валандово. Директор е... Не, чекай, нека следиш. Програма за јавна чистота во општина Валандово за 2020 година. Благодарам за присуството. Ова е програма за одржување на јавна чистота која што ја носи општина Валандово за 2020 година, додека програмата на јавното предпријатие, таа е посебна програма која што ја изготвила комуналното и ја освоила Советот на општина Валандово. Значи во оваа програма имаме динамика и начин на извршување на работите, обезбедување на садови и отпад, обезбедување на јавни санитарни јазли, начин на финансирање, извршител на програмата, кој што е јавното предпријатие, надзор и завршни одредби. Отварам расправа по предлог програмата. Дали некој бара збор? Колега Станов, повели. Значи сакав уште малце да биде тука директора на јавното комунално предпријатие. Затоа што гледам го на Калемини сте вие извршител на оваа програма што ќе ја донесе Советот, треба да биде он. И дали има луѓе, механизација, средства за сето ова да го извршиме. Не знам дали сте во консултации, не кажете дали он ќе ја прифати ова да изврши оваа програма. И друго, пред да дојдете на власт, шетате по дивите депонии, по нашата депонија, обеќавате дека тоа се ќе се изчисте, ова е веќе втора или трета програма веќе што ја носиме, од реализација на тие диви депонии нема ништо. Значи, повторно луѓето во општина Валандово ги излажате. Значи диви депонии има, ако имало на 5 места, сега има на 50 места. Дуплирани се. Ништо не преземате, џабе ги носиме вие програми за јавна чистота. И јас не знам дали, пак ќе кажам, дали јавното предпријатие ќе прифати овие работи на Советот што ги донесе оваа програма да ја реализира. Оваа програма е 2 реда. Важно пишали се дека надзор ќе бидат луѓето од одделение за урбанизат од општината. Добра работа е. На Калемините и Могушево и он нема знае дека да фате комуналното. Благодарам. Јас овде мора да реагирам пошто се однесува за крајно непознавање на работите и не знаење што истиот советник лани гласал. Значи оваа програма веќе ја гласаме трет пат. И истото јавно предпријатие обслужува. И тоа е така, тоа е јавно предпријатие единствено на територијата на општина Валандово и тој е тој кој што е задолжен за извршување на оваа програма и тој е тој кој што извршува овие работи. Така да ќе ве молам да не пласирате дезинформации и исто така, значи согласно закон, институциите на општината, односно одделението за урбанизам, комунални работи и комуналниот инспектор вработен во општината се задолжени за надзор и контрола на оваа програма. Не се дезинформации и диви депонии, кажам и тој ќе чистиме секоја програма. Значи не навлегувам јас во вашиот говор, јас секоја програма и ова и каква нема и што чистиме. Дојде да прошетте општо така па за реплика, колега Занов. За реплика се јави колешката Беа. Абсолютно се согласувам со колегата Занов дека имаше диви депонии. Но мора да признаете дека дел од нив се
изчистени. Точно е тоа што кај оно што сега представуваат новите градски гробишта беше депонија. Ние се потрудивме тоа место да се искористи паметно и рационално. Но оно што ние како советници треба да се потрудиме иако нели беше изчистена, пак фрлено шум. До кога ќе ги толерираме ваквите работи? Кога секој од нас ќе се земе за обврска, секое овакво дејание кое што е спротивно на законот, го пријави без да, нели, ово е наш, нема да го пријавиме. Или ова ќе го толерираме. Дури тогаш ќе имаме чиста општина, онаква каква што треба. А сега изгледа, бидејќи нели, секој од нас, не можам со сигурност да кажам, но факт е дека голем број од граѓаните свеста се уште си дозволуваат да фрлат отпад таму каде што не треба. Иако, колку што знам, комуналниот сервис, доколку му се јави, е должен да дојде да го подигне отпадот и тоа да биде средено и наместено онаму каде што треба. Да работиме на тоа, граѓаните малку повеќе да ги едуцираме и ваквите диви депонии и оние што се изчистени да не бидат повторно загадени. Благодарам. Благодарам, колешка. Контрареплика имате? Што ти кажу реплика? Право е колешката. Јас лично таа депонија 3 пати. Земате збор. Таа лично, јас 2 пати имам чистена депонија. Свеста на граѓаните лоша е. И чистиме што и чистиме. Сега има дупло повеќе диви депонии. А вие обеќате дека секи се чисто и депонијата ќе има дживличија и кои други шатате по депонијата, тоа ќе направите, воа ќе направите, ама пак ги излажате граѓаните. И јас се плашам и оваа програма секоја година што ја носиме ние, не да не познаваме, познавање добро што треба да биде во соработка со комуналното. Дали овоството оно ќе може да го издржи. Значи, најме механизација да ангажираш денеска да чисти 2 месеца диви депонија е страшна работа. Благодарам. Благодарам, колега Занов. За збор се јави колегата Пандев. Повели. Еви јас да кажем неколку збора околу јавна чистота, бидејќи убаво рековте дека секоја година се одделуваат средства. 1.200.000 денари, може би не се премногу пари, меѓутоа според мене се доволно за да имаме малку почиста општина. Јас лично како советник, особено од поголемите урбани населени места како Пирава и Јосифово и Лудово, не сум воопшто задоволен. Значи, како се одржава јавна чистота. Скоро да никако. Еве да ви кажам само кај што живеам јас во Јосифово. Има направено парк, нешто слично сега што се прави Лудово, меѓутоа џабе фрлени пари. Никој нити косе таму, нити полива вода, нити променува лама, нити некој од тие реквизитите е обновен, значи скршен. По математиката на колегата Мишков што рече дека ќе му треба 2,5 милиони денари на овие, еве му 1.200.000 само од оваа програма. А тие исти луѓе во јавното предпријатие обслужуваат таа работа. Нели? Треба, можеби Занов беше во право што кажа директорот да остане, да ги чува овие критики. Стварно ние како држава која се стремиме да влеземе во таа толку поскувана Европска унија, ни оддалеку не наликуваме. Бара во тој дел сме жива катастрофа, значи. Малку од малку, еве, тие улиците, во тие населени места може и почнаа да се, меѓутоа и јавната чистота генерално ни е на катастрофално ниво. А парите не се малку 1.200.000 денари. Дури да има директорот еден сектор што ќе се грижи за таа, со неколку луѓе и еден трактор, се 20.000 евра на годишно ниво. Благодарам. Благодарам, колега Пандев. Дали има некој друг за збор? Нема друг. Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог програмата ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 13 гласови за, нема против, нема воздржани, изгласана предлог програмата за јавна чистота во општина Валандово за 2020 година. Преминуваме на 12-та точка од дневниот ред, извештај за реализираната годишна програма
за работа на јавната општинска установа Дом на култура 25 мај Валандова за 2019 година. Директорката на Домот на културата беше присутна на комисијата и образложи програмата, поради оправдани причини моментално не може да дојде на советот, така да отварам расправа однос извештајот за реализираната годишна програма, доколку има некој од комисијата за општествени дејности да ќе даде образложение. Обрани подешка. Само како председател на комисијата за општествени дејности, она што можеме генерално да го заклучиме, дека изминатата година во 25 мај навистина беше плодна. Имаме и нов проект и нови активности во кои што се вклучени повеќе деца пред се, имавме многу настани и тоа е во секој случај за поздравување. Нека продолжат според програмата, мислам дека и идната година ќе се потрудат уште повеќе да ја збогатат програмата и мислам дека заслужуваат поздравување. Благодарам, колешке. Дали некој бара збор, однос извештајот? Бидејќи никој не побара збор, 12-та точка од дневниот ред ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 12 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласан извештајот за реализираната годишна програма за работа на Домот на културата 25 мај Валандова за 2019 година. Следна 13-та точка од дневниот ред, предлог програма за работа